Тој говор не сум го слушал, го дознам од вас индиректно. Мислам дека тоа е една хистерија, една безобразлук на поединци кои ги користат овие комплицирани политички услови во Македонија да го изразат својот однос према општеството. Мислам дека тоа се кукавици луѓе кои немаат интегритет. Не сакам да коментирам за луѓе за кои не дораснале да дебатираме во општеството. Со такви претњи се ствара само една бариера, интеретнички сукоп. Значи, ние влегуваме полека на сигурно во поделба во македонското национално ткиво, а тоа е предвестник и на меѓуетничките поделби. Непотребно се ствара оваа тензија. Проблемот со платформата е проблем на политичка одговорност на тие што ќе водат државата и во која насока ќе го еродират уставот, ако го еродират уставот. Јас сигурно знам дека сите договори се во рамки на уставот на Република Македонија. Употреба на езиците е нешто кое постои уште од 2008 година со законите кои ги донесоа партиите на власт и мислам дека имплементација на тие договори е нешто за кое треба да се залагаме сите, бидејќи законите не се донесуваат само за хартија, се донесуваат да бидат применливи. Ако има грешка во однос на донесувањето на платформата, односно имплементирање на платформата преку законска регулатива кој го еродира уставот, кој ги нарушува уставност на Република Македонија, нема да го поддржам јас, бидејќи тоа е нешто за кое немаме став. Мислам дека лидерот Заев е на таа линија, јас го поддржувам него во овој момент, а индивидуалните испади на поедини хулигани нема да ги коментирам. Јас сум секојаш тука, слободен, одам сам во Куманово, спремен сум на секакви провокации од такви недолични луѓе кои немаат ни кредибилитет, ни интегритет да се дебатира во општеството со нив. Дали планирате, може ли пријава, бидејќи не е прв пат да се чака семејството? Па пријава во едно овакво општество, кој институција се корпира партизирана, мислам е безпредметна, на кога да поднесеш пријава во судство во кое самите гледате како се однесуваат во овој момент. Се надевам дека со формирање на владата сите овие емоции ќе спластат, бидејќи на некој начин безбедноста и правниот поредок е првиот приоритет на реформите во Република Македонија. И на тој начин ќе се избалансираат тие односи и сите ние, граѓани кои правиме гре на државата, излегуваме од законските рамки, ќе мора да бидеме санкционирани, затоа што и со нас кои го водиме овој град, државата, а и граѓаните не ги е дозволено да се понашат овака кабатакички во општеството. Ја ги поддржувам протестите, протести е една демократска придобивка и тоа е начин изразување на незадоволство за да се решават работите. Меѓутоа, насилните протести, уништувањето и заканите по безбедноста и по животот и на поединци, мислам дека излегуваат рамките на демократијата.